Мислам дека не постои друга работа што би ме исполнила толку. За мене театарот и глумата општо е многу важен дел од мојот живот. Мислам дека ми е вид терапија, дека не би било ништо исто да не го работев ова. А за општеството мислам дека е многу битен, ама тоа зависи од нас, колку ќе го направиме да е битен. Ако немаме порака што е релевантна за младите и да се поврзат со нас, онда џабе правиме и збориме на сцена. Така да мора театарот прво да смени нешто за да дојде и младата публика да не гледа. Театарот за општеството може да представува многу работи, ама најчесто е огледало на општеството, на државата, на животот во кој живееме и една критика на се она што се случува и у позитивна и негативна смисла на зборот критика. А за мене театарот е многу повеќе од тоа. Со театар се заразив уште од средношколски денови. Имавме еден порив многу јак, сакавме свето да го менуваме и театарот ни се види као едно од најпогодните места каде што тоа може да го направиме. Мислам дека е доста интересен концепт летна сцена. Мислам дека може селективни представи да бидат што баш одговараат, пошто е скроз различно, мислам, отворен простор, различно за играње, почнувајќи од самата акустика, нели, на сцената, до тоа како публиката е расположена, пошто е друго кога седиш во седиште, а друго е кога си негде на отворено и друга драж има некоја по-свежа, Така да, ако се направи добра селекција, дефинитивно треба да има летна сцена. Се зависи од представите. Значи, мод на времето 90% од представите се играа надвор тоа време. Значи, дали на кале, дали на некој игралиште, дали позадима кад се дали у некои хангари, вагони, чудни места. Многу представи се играле на отворено и мислам дека тој отворен тип е супер, затоа што во летниот период театарот некако замира. А тие летни сцени му даваат на театарот уште еден мал продолжен век, така да мислам дека летни сцени мора да има и дека треба да има. Со Славиша ја изиграв првата професионална представа во МНТ. Don't You Faust Me на Срđan Јаничиевиќ. И мислам, Славиша има за мене лично како колега и пријател огромно место во мојот живот и моето срце. За театарот секако дека има и за колегите, значи многу ни фали на сите, и на сцена и приватно ни фали на сите. Славиша играше доста представи и едноставно веста за него длабоко не потресе сите. Чудно е, ја играм у доста представи, ама и Славиша играше во доста представи, така да у голем дел кога ќе дојдев у театар, ќе го видев и него, ќе си направевме муавет, а сега фали неговото присуство, фали и присуството и на другите наши починати колеги. Мислам дека вакви гестови се добри за да остане да се слави неговото име. Тој што сака да се бави со уметност, мора да се бави со уметност. Ако има жар за тоа, дека цел живот нема да те остави на рад, додека не направиш нешто поводом тога. Тоа е еден специјален жар што го има човек во себе. Ама апсолутно треба да се бавите со уметност ако мислите, ако чувствувате во себе дека тоа влеже во. Ако тој порив постои во човек, ја мислам дека дефинитивно треба да се бави со уметност, било кој тип, значи она што го влече. На крајот на криштата, мислам дека сме доста привилегирана позиција затоа што добиваме пари за нешто што би го работеле без пари.